ИТН продолжува да ви информира. Информација точно на времена за сите оние кои што се заедно и ова утро со отворената утринска програма на телевизија Нова. Третата тема на која што ќе зборуваме ова утро е фестивалот на античка драма Стоби и неговото 16-то издание. Но тоа што не е јубилеен не значи дека нема богата и убава програма. Кој друг ако не директорот на фестивалот Зоран Љутков ова утро во студиото на телевизија Нова. Добар ден или добро утро? Добар ден веќе. Да. И сега пред да зборуваме за фестивалот на античка драма Стоби, морам да го искористам присуството на она што сте вие пак присуствувале вчера вечер. Како беше на Стинг? Стинг, како на Стинг? Безпрекорен, да. Да. Мислам дека прв пат имам можноста да гледам негов концерт и морам да кажам дека дури малку повеќе од очекуваното. Значи еден перфектен концерт и со тајминг и со држина. Она што сакавме да го слушнавме и тоа е тоа. Како беа публиката, каква беше, како? Па, сите пеа, како што знае Скопје? Да. Па види, тој ги свираа песните кои што всушност нели хитовите кои што најмногу ги знаеме, да речеме 90% од хитовите негови, така да публиката се радуваше, беше супер, не беше нешто внатре во салата Борис Трајковски преоптеретено. Нормално е дека не можеш да го речеме поголем дел од концертот си го гледаме на телевизори горе затоа што нели дистанцата е и малку поголема, така да супер беше, убаво озвучување, добра атмосфера, среќни луѓе и тоа. Да. Супер. Значи смее директорот на фестивалот и да се упушти на Стинг, затоа што се е средено во Велес. Па добро, ние вчера направивме пауза една за нели изборите беа вчера и не сакавме да се оптеретиме, да имате уште нешто да имаме уште некаква програма. Баш кај што многу од актерите веројатно дека ќе одеа на концертот на Стинг, така да го направивме тој ден да биде и пауза. Супер. Во делот за фестивалот Стоби стои вака запишано. Вели како временска машина, фестивалот на античка драма Стоби презентира моќна слика на минатото, која можеме само да си ја замислиме. Неговата локација, неговиот амбиент, неговата перфектна природна околина може да ве однесат во временски период за кој само може да си фантазирате. И ова ни се случуваше 13 години, за жал последниве 3 години чекаме да се заврши реконструкцијата на висинското место каде што и припаѓа Стоби. Но сепак еве вака како директор на фестивалот, ама и со некоја одредена дистанца. Дали изгуби во сето она што требаше да му се случува на Стоби или сепак остана фестивал кој што донесе нови нешта и кој што ја донесе античката драма на висинско место во театарот во Велес? Знаеш како он изгуби, да речеме, од драшта на античкиот локалитет. Затоа што всушност фестивалот Стоби не е само место каде што ќе дојдеме да гледаме представи, туку луѓето кои што доаѓа и од Велес, од Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Радовиш, Градско, нели околните места тука, фестивалот го третира еден вид на празник. Затоа што им требаше време да се спакуваат, да се качат во автобусите, да дојдат, доаѓаа неколку часа порано за да го погледнат целиот локалитет. Таму имаше направена патека за да не мора нели да се мешаат со нас, да можат комотно да си направат некоја тура, па да се вратат на представата. Правевме дегустација на вино во винаријата Стоби и некакви други тури кои што има убав одзив, така нели направија? Некако изгледаше како една тура, туристички ден на секој кој што ќе сака да дојде да погледне представата. Но тоа не значи дека тој изгуби во квалитет во однос на представите. Да речеме, ние моравме да направиме промена во начинот на селекциите на представите, затоа што на античкиот локалитет носевме представи кои што беа направени специјално за во таков амбиент, на отворен простор, да немаат бина и да ги немаат сите технички услови.
Но се почесто, јас и неколку години претходно кажував дека се поретко всушност се прават представи за на отворено. А сега имаме сите современи театри нови и некако си ги прават луѓето внатре да бидат представите поинтимни, многу им е тешко да излезат надвор. Нас тоа ни олесни многу работата и во последниве 3 години донесовме представи кои што изгледаат, нели, се направени со современ дизајн, поместени во времето и раскажуваат сосема поинаку приказната, која што нормално нели пак ни ја доловуваат. Но ете, се надевам дека ќе заврши ова 3-годишна, да речеме, пауза од локалитетот Стоби. Ние веќе преговаравме со менаџментот на локалитетот. Тие се среќни затоа што ќе се вратиме таму, можеби не е во толкав број на публика колку што имавме до сега, но доколку ја заврша таа реконструкција во јуни, Стоби ќе се врати пак во истото светло. Така е, да. Зборувавте на пресконференцијата дека сте имали и неколку други локации, нели, за поместување на фестивалот. Во најава беше таква нешто или сепак се одлучивте за ова последно, за театарот Джинот во Велес? Доколку се заврши локалитетот, нема да има потреба да... Од пренасочување од никоја друга локација, да. Во секој случај, таму има огромни простори, не само за представи, за концерти. Така да, ние гледавме неколку опции, да речеме, да не го играме само античкиот театар, туку да видиме и други простори кои што и претходно би беа тие како простори, да, како опции, дури на неколку од тие места и си играле представи. Сега ми се чини дека беше околу 2000-2001 година, дали само што се отвори фестивалот или една година пред отварањето, се играше таму представа една дуодрама на перистеријата, ми се чини дека беше таму. Додуша ние нема да чепкаме да влегуваме внатре во објектите, туку едноставно ќе ги искористиме објектите да ни бидат како еден дел од сценографија. А што за вас од Велес значи Стоби? Не само за сите други граѓани. Има ли некаква топлина, има ли нешто што вам ве носи таму? И пред да бидете директор на фестивалот. Ние како велешани секогаш сме го третирале дека Стоби е наш на Велес. Затоа што во 90-тите години тој беше запуштен објект, никој не му обрнуваше внимание. Кога почна театарот Велес да ја направи својата прва премиера, да не сгрешам дали беше 91-а, 92-а или Антигони или Електра, сега не можам точно да се сетам. Таму беше апсолутно џунгла. Античкиот локалитет беше под музејот на општина Велес и тие немаа доволно средства. Не дека не сакаат да направат нешто со него. Немаа доволно средства да го направат како туристички објект. И тука беа сценската техника од Велес заедно со актерите да го оживеат повторно тој простор. И така ние некако си го третираме, иако е најдалеку од Велес, ама затоа што беше под град Велес, ние си го третираме како... Сега се ми кажете, кога засукавте ракави по џунглата, ја кобрнавте, правевте, пуставте се? Да. Браво. Најмногу околу тој простор, затоа што имаше и многу змии, веројатно, таму, секакви инсекти. Се сеќам дека сценската техника, едно 10-15 дена, веројатно имаа помоши од комуналните предпријатија од околу, но се чистеше само специјално за да се извади премиера. Затоа што кога се вадеше премиера, таму се седеше по 15-20 дена. 15-20 дена на локалитет. Таму имаше едни бараки кои што сега се реновирани, па актерите ќе се преселеа таму 15 дена пред премиера и така се игра еднаш-два пати представите. И убава беше? Да, беше многу убава. Јас имам играно во 2 представи пред да се направи фестивалот. Во една представа дури не бев ни запишан на академија, мислам дека имам 16-17 години. И така ги начекав тие убави денови кога актерите живееа таму. Супер. Но и 16-тото издание рековме дека понуди, веќе тргна фестивалот од 13-ти. Колку сте како директор задоволен од сето она што е како понуда тука? Како прво да направам една исправка, јас никогаш не сум бил директор на фестивалот. Јас сум председател на Сдруженијето ФАТ Стоби, кое што е формирано, тоа е невладино сдружение на граѓани, кое што е
добива делегиран буџет секоја година и ние се конкурираме и во Министерство за култура и во општина Велес. И така го добивам. Јас сум застапник по закон, председател на Сдруженијето, а иначе фестивалот го работиме 5-6 луѓе во Сдруженијето. Така е останато директор, затоа што се појавувам најчесто и на прес-конференции и на тоа, па најлесно ни е да речеме директор на фестивалот. Иначе ние сме тим кој што го работи. Кои се други во тимот? Таму се Васил Зафирчев, Ненад Витанов, режисер, Александар Ивановски, Славиша Ѓоргиев. И сега се вклучуваат, ни помагаат. Тие сме основачи на Сдруженијето, но да речеме тука се појавува многу, ни помага и Сашо Димовски, и колегите како Жарко Спасовски, Фаик, мојата сопруга. Значи, поголемиот дел од Дејан Дамјановски, исто кој што е член на Велешкиот театар, така да некако се консултираме скоро со сите вработени од театарот. Многу често нудат идеи за тоа како треба да изгледа фестивалот. Горијан Донев од Драмски театар ни помага многу често во однос на дизајнот и така има голем тим. Да, супер. Да зборуваме сега за она што го нуди оваа година 16-тото поред издание на фестивалот на античка драма Стоби. Имавме две представи кои што веќе помина, рековме вчера беше паузата, денес продолжуваме со Ништо без Трифолио од Прилепскиот театар. Морам да кажам дека сум многу задоволен од првите две представи. Првата представа е правена за на отворено, значи тоа е театарот од Србија од Шабац, заедно со Тиват фестивалот, кој што имаат направено некаква копродукција и представата играат многу често на отворено. Голем успех секаде на Балканот има представата, но многу лесно се прилагодуваат и на затворен простор. Така да со таа представа го отворивме фестивалот. Бурен аплауз, многу беа задоволни и гостите, и ние како домаќини и публиката. Вчера гледавме во саботата гледавме еден одличен Едип Тиранин, една апсолутно современа представа и мене тоа многу ми се допаѓа, затоа што некако антиката ја гледаме дека ни е многу далечна во однос на поставување на сцена, па помладите имаат некаков гард. Ке речат, трагедија од античко време или не знам што, но во овој случај режисерката има направено еден штрих, го викаме во театарот, едно кратење од час и мислам дека и 10 минути беше максимум на едно големо дело. Ја се базирала точно на приказната, современ дизајн, многу добри костими, одлична сценографија, музика, многу добро читање на текстот, така да ми се чини дека ако е некаде лектира таа драма, многу лесно тинеџерите ќе можат овака да си ја примат на себе, да. Да. Што ќе гледаме следниве денови? Следниве денови, вечер ги гледаме Ништо без Трифолио на Прилепскиот театар. Потоа студентите од Естра, студентите на професорот Мето Јовановски на мала сцена, потоа Шумата на моето дрво Васил Зафирчев, северно од Импакт во копродукција со Велешки театар. И потоа повторно се враќаме на голема сцена. Имаме две представи од Казахстан. Казахстанците ни стана големи пријатели, веќе неколку години ни доаѓаат. Јас бев гостин исто претходната година во Казахстан на нивни фестивал. Тие доаѓаат со две представи, едната е Медеја од градот Атрау, да не го сгрешам, нека беше Атрау, а другата представа од Уралск, од Драмскиот театар од Западен Казахстан. Тие направија представа специјално за фестивалот Стоби, се вика Филоктет Медеја, тоа е компилација од двата текста. Филоктет на Милер и Медеја на Жана Нуи. Така да со казахстанците го завршуваме тој официјален дел или дел во конкуренција. Што влегува во конкуренција.
И во чест на наградените секогаш носиме представа која што не е на античка тема. Правиме еден отклон малку. Смешки живи се вика Да. представата. Се шегувам само, не. Предизвикува смење. Да. Представа која што се игра долги години на долги години од 3 години некаде. Но за која нема карта. Да, за која секоја се бара карта повеќе. Тоа е стюардеси на театар комедија и тоа всушност ќе ги доделиме наградите. Најдобар актер, актерка, режија и гран-при за најдобра представа. Ќе стигнеме и до наградите, ама сте рекле дека многу често стигнуваат официјални покани од театрите што сакаат да учествуваат на овој фестивал. Значи немаме проблеми од таков тип кој да дојде. Имате проблеми од тоа што самите театри се јавуваат, па вие треба да видите дали тие заслужуваат да бидат дел од фестивалот на античка драма Стоби. Тоа е убаво, нели? Тоа е многу убаво. Ние од секогаш сме имале проблем во селекцијата затоа што фестивалот е жанровски определен и многу е тешко да се најдат вистинските или пак многу ретко се работат представи на античка тема. Ние мораме да се прилагодиме и на нашиот буџет. Нормално е дека има представи и во Германија, и во Австрија, и во Шпанија, во Кипар, не знам, секаде гледаме представи, но да речеме да донесеме една представа од таа кошта колку два наши буџети. Така да и ние мораме да се прилагодиме да донесеме малку помали представи или театри кои што државата ќе им ги подмири патните трошоци. И така да тука се вртиме малце во круг, сме ограничени во однос на селекцијата. Но кажам дека ми се допаѓа тоа што кога веќе еднаш ќе дојдат, ќе го видат локалитетот и веднаш за следната година тие им соопштуваат на своите колеги, директори од театри и сами се појавуваат на тој, да речеме, некако вид на конкурс кој што го пуштаме по сите театри низ Европа и во светот. Од друга страна пак, од кога се иселивме од локалитетот, кога ќе го видат како изгледа сега новиот театар од Велес, исто им прави една огромна возбуда како во толку мал град се наоѓа толку убав театар. И така да тоа ни олеснува во однос на селекцијата. Тие што доаѓаат знаат точно каде доаѓаат и нудат представи кои што се компатибилни со просторите кои што ги имаме два. И покрај тоа што 3 години се слушува реконструкцијата на античкиот локалитет или античкиот театар Стоби, каде што би требало да се изведуваат овие дела, кажете ми каков е интересот? Дали повторно има такви туристички тури, како тури на луѓе од Гевгелија и така натаму кои што доаѓаат, или оваа година не се баш во толков број? Имам чувство дека публиката не да го бойкотира фестивалот, туку некако и јас кога би бил публика би го имал истото чувство. Како да не доаѓа на фестивал на античка драма Стоби кога сме сега во театарот, туку како да доаѓа на некоја редовна представа која што гостува. Многу е голема разликата од тоа што се случуваше во Стоби и овде. Дури во начинот на рекламирање поинакво. Едноставно ви имате фестивал на античка драма кој што се случува во еден затворен простор, како и сите други фестивали во светот. Стоби беше просторот уникатен, затоа ние инсистиравме толку години и праќавме секакви дописи до Министерство за култура и до Националната установа Стоби, да можеме да се вратиме што побрзо. Ние добивме писмо од нив дека објектот моментално е небезбеден, но дека во многу скоро време тој ќе биде готов. Потоа се случија парламентарни избори, сега локални избори, такви избори. И мислам дека секогаш кога се случуваат некакви избори, културата е секогаш на последното место и ние мораме да се бориме со таа огромна машинерија, за жал е така. И ете, јас инсистирав на неколку пати да се видам со луѓето од установата таму и дојдовме до некаков заклучок дека можеме да се вратиме таму, но под некакви строги правила, услови, на одење, на обезбедување на простор и капацитет на публика. А што всушност се случува на Стоби, што се реконструира сега?
Баш тој дел каде што е небезбедно. Термински сега да не ги да не сгрешиме, но да. Во археолошкиот речник, но гледалиштето е веќе долги години подкопано, веројатно и од тој автопат што е направен блиску до него има и од тоа некакви проблеми, но и тоа се нели векови, но во секој случај десната страна е отворена, таа е како ви викаат конзервирана или сега реставрирана. Е завршен тој дел, само треба да се стават на камењата или седиштата, што си ги викаме ние, да се вратат назад и тогаш после ставањето на тие седишта ќе можеме да ја користиме комплетно десната страна и тие би почнале со реконструкција на левата. Супер. Пошто и левата е веќе многу опасна. Сега десната ја нема камењата, а левата е опасна, така да нема каде да се вратиме реално. Кога го формиравте Сдруженијето, каде се претседател фестивал на античка драма, односно кога се собравте како тим, овие првите луѓе, што посакавте или кои беа, да речеме, театрите кои што сакавте вие да ги видите? Доколку се случат работите поинаки, па имате поголем буџет, па не знам, што е она што вие би сакале да му се случи на Стоби, на фестивалот? Во иднина? Кои да бидат, не знам, представи или... Морам да ти кажам дека кога имав 13-14 години и играв во една-две представи на локалитетот, една се качив горе, не се сеќавам точно на која представа беше, и си посакав еден ден да бидам дел од тимот кој што ќе направи овдека представа. Да. Па после долги години кога се отвори и фестивалот, кога се направи исто, ми се појавуваше желба некако постојано да сум таму, да сум дел од луѓето кои што ќе одлучуваат за тоа како треба да изгледа. Фестивалот полека растеше од 2001 до 2008 година, која ние за прв пат мене ми беше понудено да станам председател на организационен одбор. Тогаш не бевме здружение, туку беше под општината. Советот на општината, заедно со градоначалникот, одлучува кој ќе биде председател и членови на организационен одбор. Ние овој тим кој што сме сега, всушност во 2008 и 2009 станавме јас како председател на организациониот одбор и другите членови. Во 2010 година побаравме да се смени начинот на финансирање за да имаме многу поголема слобода во одлучувањето. Значи тоа е сега, јас ќе договорам нешто, па морам од мојата канцеларија да трчам во општината, да дадам налог, па тие да го одобрат, па да се плати и тоа е процедура која што административна која што на ниеден театар и на еден фестивал не му одговара. Ние мораме да работиме многу брзо и многу конкретно, затоа што и се случува така на фестивалите. Има слух, го направивме Сдруженијето, веднаш донесоа закон за делегирани надлежности и ето тогаш од 2010 година па наваму до сега го водиме како Сдружение на граѓани. Мислам дека ниеден друг не конкурира, некако ние се собравме на голема екипа, сега ќе видиме понатаму како ќе... Дали ќе имате конкуренти? Да, дали ќе имаме конкуренти. Убаво е да се појави некој друг, да кажа нешто друго, може би има не. И ние затоа ги менуваме луѓето внатре и вклучуваме и нови за свежи идеи. За свежи идеи. Да. И не ми кажавте да. Значи јас морам да кажам дека неколку представи кои што сум ги посакал и чинеле многу пари, успеав да ги донесам за многу малку пари. Како например тоа е една многу популарна представа во 2009 Електра Перпетратор. Тоа е Royce Dance Company од Атина. Тоа беше една феноменална представа, која ја видов како изгледа, направив се за да ја донесам. И како ги убедивте? Пишавме писмо на Дора Бакојани. На вистина? Да. До таму стигна работата. И одобри буџет да Супер. Тоа беше во 2009 многу беа затегнати односите со Грција, па како и секогаш. Да, тие малку се
ама тогаш мислам дека беше Бе нешто особено. посебно во тој период. Тие многу се плашеа да дојдат, ние многу се плашевме да ги поканиме, како ќе го обезбедиме целото тоа. 2.500 народ публика, што ако се деси некој од озгора да удри, да направи нешто. Така да на режисерката Софија Спирату и пратив, ми се чини, некаде околу 30.000 мејлови, инсистирав, звонев, притискав, секаде пратив мејлови и таа на крај ни рече не мора ни тие пари што мислите да ги платите. Да ни ги дадете, добро е. Да, Министерството дојдам. за надворешни работи ќе ни ги покрие нас сите трошоци за да дојдеме во Стоби. Само ве молиме, летно време немаме камион, пуштете ни еден од Македонија. Ето. И така ја донесовме таа представа. И как ви беа Морам да впечатоците, кажам како дека беше? страшно позитивни реакции има и на представата. Од сите страни дојдоа луѓе, веројатно имаат изгуглано како изгледа Што и како изгледа таа представа. Преполно беше гледалиштето, имавме проблем со сместување. Аплауз досега немам слушнато таков, така да награди некој представа и представата ги собра сите награди. Нормално, да. Добро, во очекување дека ќе се зголеми буџетот, да кажеме, значи Имавме уште доделуваме неколку такви Така, ама споменавме еден убаво Државниот театар искуство. од Турција, градскиот театар од Турција ти доаѓа со огромни представи, но секоја година да речем имавме по една таква. Така е. На 21 ги доделуваме сите Да, награди? на 21. И сега вие веќе знаете кои или треба да се Не. изгледаат прво? Како оценувате? На 20 кога ќе заврши втората представа од Казахстан, веќе после секоја представа, жири комисијата кога ќе заврши првата представа, тие си прават своји фаворити во одредена представа и после секоја представа имаат состаноци. На крај кога ќе изгледаат последната представа имаат, да речеме, еден час состанок за таа представа и потоа ги сумираат сите резултати од представите досега што ги гледале, одлучуваат вечерта и ние мораме да бидеме многу брзи и експедитивни веќе ноќта да Им ги кажеме на направиме оние. плакетите, да им кажеме на луѓето, да ги поканиме тие што се во можност да дојдат, да речеме, ако се поблиску. Затоа направивме некако и казахстанците да останат многу често странските групи да се при крај, за да можат и да учествуваат На доделувањето. на доделувањето, доколку добијат некоја од наградите, да не се веќе тргнати Заминати. на пат, па да им пишуваме пораки по Враќате дека се во авион. назад. Вртете авионот. Вртете авионот, баш. Добро. Значи, во очекување на доделување на наградите, ќе ги знаеме, така, за некој ден. Да, на 21 веќе утрото ни направивме, тој ми се допадна моделот како на Чернодрински, да биде, да се соопштат утрото наградите. И не знам што е попаметно, дали да ги соопштите утрото наградите на пресконференција или вечерта да биде изненадување, додека бевме во Стоби беше навистина изненадување некако доделувањето на наградите. Ништо да ги соопштите на сцена. Ја така мислам дека е подобро. Ете ги те послушаме на сцена. Колку сме отворени за соработа. Ви благодарам за ова гостување, си евоциравме убави спомени и се надевам дека следната година ќе се видиме токму таму на Стоби. Јас ги поканувам и додека бевме во Стоби, многу од Скопје, од сите градови ни доаѓа. Сега е фокусирано само на Велешани некако. Ги поканувам сите од Скопје и од другите градови, дојдете во Велес. Многу интересен, поготово ќе ги поканам колегите наши, затоа што треба да видат актерската игра на актерите од Казахстан. Тоа е нешто што ретко се гледа. Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам и вам, драги наши, што и ова утро 180 минути бевте заедно со нас и сега онака разбудени, расонети, можеме да одиме натаму во денот. Се гледаме исто така и утре, информација точно и на време за сите вас секој работен ден. ИТН оди натаму.